На сцената на Националната установа Центар за култура Бели Мугри во Кочани, во рамките на 8-миот детски драмски фестивал, беше изведена представата Револуционерката од Кочани со учениците од драмската секција при Основното училиште Малина Попиванова од Кочани. Секогаш ме гонеше копнежот да го откријам новото лице на животот. Бев жена, но имав совршен поглед како ќе изгледа иднината. Вербата кон својот народ до крајот на мојот живот не ме напушти. Родена сум на 7 април 1902 година во Кочани. Мајка и татко православни, македонци. Прво дете. Потоа се родиле моите двајца браќа. Знам само толку, дека и тогаш и потоа сме биле многу бедни. Јас сум ученичка од Основното училиште Малина Попиванова, се викам Анастасија Донева и ја добив улогата мајка во оваа драма. Член сум на драмската секција во Основното училиште и тоа ни беше инспирација ни беше јубилејот што го славиме 30 години. Малина Попиванова била револуционерка од Кочани. Јас сум Александар Глигоровски, учам во Основното училиште Малина Попиванова и јас имам улога да бидам револуционер. Представата ја спремавме околу половина година, но сега околу овие поважни настани имавме пак неколку проби. Настапивме исто така и на патрониот празник на училиштето Малина Попиванова. Публиката беше задоволна од нашата представа и ние сме многу задоволни. Оваа представа ја дававме на патронатот, бидејќи е јубилеј 30 години. За тоа како се одвиваат изведбите на представите и колку се остварува програмата на 8-миот детски фестивал во Кочани, директорот Коце Стојменов со изјава. Она што помена изминатите 2 дена, значи понеделник имавме 3 представи, вторник од вчера, значи имавме 2 представи. Јас сум задоволен од она што се случува во Центар за култура, од она што се случува на сцената на Центар за култура, па и би рекол и надвор од сцената, значи јас сум задоволен. Она што го имаме замислено, дури во некои сегменти е и нешто подобро отколку она што мислевме дека ќе се случи, а тоа е односот на жири комисијата кон самите представи, значи имаат тоа порано не го практикуваме, сега имаат еден краток разговор со менторите, професорите, односно режисерите на самата представа. Завршуваме првиот блок денеска, продолжуваме понеделник, значи правиме на мала пауза поради патрониот празник на Основното училиште Никола Карев. Понеделник почнуваме во 11 часот со представа на Основното училиште Гоце Делчев од Виница. Требаше во понеделник да се одржат 2 представи, значи втората представа по барање на Основното училиште Кирил и Методи од Велес, значи истата представа ќе се одржи на 4 мај. Продолжуваме понатаму, значи вторник имаме 2 представи, среда имаме 3 представи и промоција на книга драмски текстови од авторката Лила Арсова. Четврток имаме 2 представи, значи со тоа таа работна недела завршува и понеделник 2 представи, значи со представите на Основното училиште Синиша Стоилов од Зрновци и Основното училиште Кирил Методи од Велес, значи ќе го завршиме официјалниот дел. Детскиот драмски фестивал завршува на 5 мај со доделување на наградите за најуспешните представи и актери во представа.